Со нас е Александар Николовски, тој е председателот на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Добро утро. Добро утро. Со Александар ќе зборуваме за студентскиот стандард и за, еве вака, да кажеме, општо и повеќе теми ќе бидат опфатени, што заслужуваат македонските студенти, каков стандард заслужуваат. Ајде да започнеме од, веројатно, секоја година си го наследуваат како горлив проблем и годинава, дали е така, колку е така, студентските домови. Може да започнеме со таа тема? Па вака. Каква е состојбата? Интересна е, од повеќе аспекти, затоа што годинава започна, имаме некои позитивни моменти кои што мора да ги кажеме, започна реконструкција на два студентски дома во Скопје, Кузман во центар и Стив Наумов во автокоманда. Тоа е дел од проект на Министерството за образование со Германска банка за обнова и развој и Европски фонд, во кој во висина од 25 милиони евра ќе бидат реновирани вкупно 9 државни студентски дома во целата држава. За сега се почнати два, потоа во втората и третата фаза продолжуваат и останатите. Во моментов е гужва во студентските домови, затоа што студентите од втора, трета и четврта година се сместуваат и не очекува... Гоце Делчев, поради тоа е толку оптоварен, неколку часа на дожд се чекаше се сместат студентите во понеделникот и наистина една слика која што не се одвестува никако за метропола. Се согласувам и веднаш апелиравме ние следното вселување да биде порегулирано, односно да оди по број на апликации, односно да се изрегулира во деновите на сместување во тие 7 дена, вкупниот број на студенти да се подели еднакво, за да нема толкави редици, бидејќи првиот ден премногу гужва, вториот и третиот веќе нема гужва, тоа не е добро, затоа што има револт се создава, студентите се незадоволни, а вака кога ќе биде изрегулирано, гужвата ќе биде направена, мислам, ќе нема толку гужва, ќе биде добро изрегулирано од страна на домовите. Исто така, одредени аспекти кои што беа во соработка со МОН ги изрегулиравме да бидат во бенефит на студентите, во однос на оние кои што не плаќаат партиципација и така натаму. Но генерално ситуацијата со студентскиот стандард во домовите не е задоволителна и треба да се гледа долгорочно на решавање на тој проблем во делот на условите, посебно во студентскиот дом Пелагонија и во Сеник и храната во сите домови во Скопје. Освен храната, што друго? Какви се креветите, какви се, имате ли бироа каде што треба да учат студентите, какви се ѕидовите, какви се плочките, какви се тоалетите, како е грејењето, како е ладењето? Биди конкретен, ако можеш, со цел да им кажеме на гледачите, и да упатиме јавен повек што се случува, како живеат студентите во домовите? Се случуваше во Пелагонија да нема топла вода за бањање, со недели, да речеме, 2 недели да нема поред студентите да не можат да се избањат. Ета тоа беше еден момент. Се случува... А на лето не се седи во домовите, туку во ладните месеци се седи. Да, и баш доста апелиравме тој период, пролетта беше по завршетокот на зимата и сега тој проблем е веќе саниран, за среќа, но има други услови кои што треба да се средат. Првиот условите кога ќе влезеш во домот не наликува на дом, некои наликуваат на душевни болници, се смееме со студентите дека тоа треба да се смени и среќа веќе има средства кои што се предвидени за да се реновираат тие домови. Но оди се споро. Па за жал се оди во државата споро, но ете мора да ги пофалиме добрите работи за да гледаме од таа страна, затоа што некако да проциркулираат. А барем хигиената дали е задоволителна? Дали ѓубрето се изнесува сметот? Дали хигиената е окей. Се чисти? Количината на храна која што се земаат студентите не е доволна, затоа што недоволно средства се префрлаат месечно на буџетот на домовите. И тоа ние како Универзитетско студентско собрание го побаравме преку измена на законот. Квалитетот на храната? Океј е, може да биде подобар во делот на повеќе протеини и поздрав начин на јаглехидрати доколку го гледаме нутритивно. Да не биде, да не знам, готвено се на зејтин, да биде готвено на путер или лепи паштета да не биде. Точно. Иако има константно и риба и јајца, но сметам дека количината треба да е зголемена. Согласно Државниот завод за ревизија излезе со извештај колку е потребно за студент, 14.000 до 15.000 динари месечно, а сега се издвојуваат 7. И сега сватете која е разликата дупло. Половина? Да, половина. Ние сваќаме тој што треба, дали ќе свати? Па се надевам, имаме конструктивен разговор со Министерството и со новата министерка и се надевам дека
Од првата средба многу бевте задоволни. Речи, она што јас успеав да го видам, се издействува по мене искрено две технички прашања кои што воопшто не треба да бидат тема на разговорни прашања. Меѓутоа нешто се предвижува. Но нешто се предвижува. И вие бевте толку многу задоволни, зарем предходно нели се разговараше, некако наназад години останува горлив проблем, постојано се зборува за стандардот на студентите. Каков стандард заслужуваат студентите и се соочуваме на вистина со одлив на студенти, ни заминуваат. Точно. Ние како студенти, како универзитетски студентски собранија од државата, бидејќи покрај УКИМ се и други универзитети кои што имаат универзитетски студентски собранија, формиравме национално студентско тело, на кое што представник сум јас и сега следната недела треба да имаме состанок со министерката, каде што цел концепт на барање имаме спремно, вклучително и начини како студентите да се задржат во државата. Така што работиме на тоа активно долгорочно, имаме сет на мерки кои што ги представиме и баш ќе бидат насочени кон мотивирање на младите тука, задржување во земјата и давање на можност од тука да се действува со и интернационално и со добри приходи и така натаму. Така што еден од клучните одговори на тоа би било веројатно со подобар стандард. Како стандард заслужуваат студентите? Што заслужуваат да постои, да биде нормално во нашата држава, да не се радуваме на некое техничко прашање кое што ќе се овозможи, дали било тоа оброк, дали било топла вода или било бесплатен превоз. Тоа треба да биде нормално и треба да се подразбира. Добро, сепак и техничкото прашање за оброкот, студентите почнуваат во октомври бурцошите, а требаше оброкот да го земат во ноември. Фактички еден месец они се без 3.500 денари, а 3.500 денари за еден оброк дневно во текот на еден месец се доволни. Она што сакам да го потенцираме, видете за што зборуваме, наспроти тоа за квалитетот на подоцна, веројатно и квалитетот и на образование, квалитетот на условите во студентските домови, со што ќе ги задржиме тука? И па со систем на мерки кои што по завршување на образовниот процес ќе ги задржат тука, односно студентите не дека се толку незадоволни со квалитетот на образование, мислам секако треба многу да се работи. Прашањето е што подоцна, дали ќе по 4 години ќе останам да работам јас за плата која што не ги покрива моите трошоци. Првично тоа, камо ли да заштедиш, камо да отидеш негде на патување, да уживаш со другари и така натаму и да не си зависен од родителите, затоа што генерално тој цел циклус на млада личност треба да биде исполнет. И сега во текот на образовниот процес што е потребно? Потребно е многу вложување на средства од страна на државата во делот на соработка помеѓу јавните институции, односно и универзитетите со бизнис секторот, за да се создадат услови каде што економијата ќе се разработи и потоа студентите ќе имаат, кои ќе се вработат, веќе да бидат задоволни со тоа што ќе го примаат, да не биде циклус каде што само ќе се вработат и потоа нема да се задоволни од примањата и ќе си одат. И сега, во делот на стандардот студентски што е потребно, во делот на студентските домови треба да се смени законот за младенски стандард, да се однесат повеќе средства таму. Студентите првично да имаат нормални услови за живот и квалитетни услови, за да можеме после ние да разговараме развој на вештини, кариерен развој и така натаму. Во делот на студентски оброк треба да има одредени измени, во делот на студентските стипендии, во делот на студентскиот превоз. Еве сега имаше некои вести дека студентите може да се соочат да немаат бесплатен јавен превоз кој што било возможен со години претходно. И не треба точно за тоа да се разговара, треба да се разговара за квалитетот на високо образование, треба да разговараме зашто имаме 27 универзитети во држава со 1,8 милиони и толку население немаме, затоа што и тие циркулираат од во Хрватска, од во Германија се враќаат. Словенија, на пример, има 3 државни универзитети, ние имаме 7, а Словенија има повеќе население од нас. И сега како ќе сакаме ние УКИМ да се најде на Шангајска листа ако државата одвојува средства за 7 универзитети? Не може. Значи мора државата да превземе и среќен сум што во новата програма на владата ќе се формира национално тело за квалитет на високо образование, со кој што се надевам нема да биде формирано само за да се исплаќаат паушали на професорите кои што ќе бидат таму и експертите, туку дека ќе се реши проблемот со дека вистина ќе се работи. Точно. Значи
Не е Во работата меѓувреме- да се отвори универзитет секаде, а при тоа за старите универзитети да нема средства, затоа што кога ќе видите во буџетот на Министерството за финансии кој што беше одвоен претходната година, УКЕМ со 23.000 студенти има многу помалку средства за капитални инвестиции наспроти универзитети со 1000 студенти. Тоа 10-кратно. А тоа не е во ред. Сега, во ред е да се развиваат и другите универзитети, ама не може најстариот и најквалитетниот да изостанува со средства. А средствата се најбитни за да се развијат. на преживување. Еве Шангајска листа сите го критикуваат УКЕМ зошто не е, а при тоа никој не критикува државата зошто не одвоила средства за наука. А таа е одговорна. Таа ги дава средствата на универзитетот. Не е приватен универзитет УКЕМ, така да И сега во меѓувреме треба нели да преживееме, да овој период да го поминеме најдобро што знаеме и умееме, повторно фокус на студентите. Студентите кои што доаѓаат од другите градови, тие се сместуваат во студентските домови и како тие преживуваат, директно, искрено ќе те прашам. Имаат ли можност и прилика да заработат нешто или комплетно се на грбот на родителите? А знаеме што значи еден трошок, особено за од помалите градови, од помало место да се школува во главниот град детето. Без разлика и да е сместено во студентскиот дом, без разлика. Така. Ние како универзитетско студентско собрание баш во тековниот период ќе испромовираме начини на дополнителна заработка за студентите. Што значи тоа? Ќе одржуваме работилници за фриленс во делот на интернет светот каде што студентите ќе можат дополнително да заработат. Ќе стапиме во контакт со агенциите за привремено вработување за студентите да се запознаат со нив за да знаат каде можат привремено да си најдат работа, затоа што одредени факултети бараат целосно посветување на студиите, одредени факултети ти даваат можност во текот на викендот или во текот после предавање да одиш да работиш. И јас сум работел 4 години поред, сум работел додека сум студирал на додипломски, сега сум на магистарски. Значи, ќе овозможиме на студентите да полесно да може да најдат работа. Иако студентите работат, значи доста од нив си работат во текот на студиите, има одредени фирми, локали кои што даваат таква можност за part-time job. И сега само тоа треба да биде добро изрегулирано, како во Словенија да речеме, затоа што имаат одредено и сатнина која ќе ја земаат, студентска сатнина, се ослободени од данок, па имаат повисоки примања и така натаму, но генерално секој што сака да работи може да најде работа и да заработува дополнително за да го олесни товарот на родителите. Та пуста Словенија ни е устано постојано затоа што е тука блиску и по површина и по број на жители, но многу далеку по сваќањата, по размислувањата и по практиката, кои се најблиските позитивни примери кои што во ова студентско секојдневие може да се пресликаат најбрзо кај нас. Имате ли некои позитивни примери кои што може да се илустрираат? Не знам, Србија, Бугарија? Па вака, првично Иако се доаѓа далеко и Србија и Бугарија. од економски аспект се доаѓа од финансиите, да се види колку средства се одвојуваат за образование и наука. Ако сакаме да го развиеме образованието, при тоа кога го развиваш образование се развива и државата, и економијата и целиот систем. Ако го сакаме тоа за државата, тогаш ќе одвојуваме повеќе средства. Наместо 3% од БДП ќе одвојуваме 5% од БДП. Ќе ги реалоцираме средствата во образование. Понатаму, начинот на функционирање на студентските домови и студентските мерки кои што постојат во тие земји да се реплицираат тука, односно позитивните примери од другите земји да се реплицираат тука, па така ќе можеме и ние да зборуваме за квалитет. Се надевам дека наскоро ќе можеме да зборуваме на оваа тема малку поинаку, велиш мали чекори, но со голема визија, така? Се пошегувавме дека добро е што се мали чекорите, па можеме лесно да се прилагодиме, ако бидат побрзи чекорите, може и да не може да се прилагодиме, нели? Да, многу да не нас збунат. Да, но до тогаш ви посакувам убава година да си имате, започна академската година. Топла вода да имате. Да, фала ви. Да пројде со лесно, посакувам да имате успешни преговори и да издействувате промени. Ќе биде подобро, се надевам. Ти благодариме, Александар Николовски, председател на Универзитетското студентско собрание при УКИМ, беше гостин во Македонија наутро. Благодариме за одвоените минути. Ние